Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Господине Наумов, ги слуша и ги прифаќа ли вашите сугестии министерот за финансии? Па во принцип прашањето може би е на место онака како што гледате вие, но далеко од тоа дека ги прифаќа и ги слуша. Ако поправевме тоа, ние немаше да стигнеме до онаа состојба во која што за прв пат, многу брзо после формирањето на владата во која што влеговме, како јас како дополнителен заменик министер, немаше да стигнеме до вето, односно до онаа ситуација во која што имавме несогласување околу тоа како треба да продолжи заложувањето на домашниот пазар. Мислам дека на почетокот кога говоревме околу еврообврзницата и која што на некој начин ја договаравме, да речам договаравме, и успеав да го уведам дека не се потребни 500 милиони евра, потоа далеко од тоа дека ги прифаќам моите сугестии. Кога зборуваме како економисти се разбираме, но потоа кога политиката, односно притисокот кој што мислам дека го има самиот министер во тоа дека мора да ги исполни сите желби кои што владата или премиерот ги правиа, тие се такви кои што се, не може да се разбереме и од таа причина сме во состојба во која што секоја недела го зголемуваме долгот на домашниот пазар без согласност на дополнителен заменик министер. Така да во последниот период имаме и многу послаба комуникација и да речеме една конфликтна ситуација пред се на оваа точка, но и на други. Како што споменавте, владата продолжува со задолжувањата. Повторно ли постоеше опасност јавните финансии да крахираат или пак немаше потреба од нови задолжувања? Кога размислувал министерот, па и гувернерот економски и кога ги согледале бројките, тоа било така, односно еврообврзницата била доволна да го покрие дефицитот. Наеднаш после тоа, кога биле испорачани барањата кои што се секогаш такви од страна на оваа влада во месеците пред изборите, доаѓа до тоа дека ние треба да правиме се поголеми задолжувања на домашниот пазар. Драматично е она што се случува сега. Значи имаме само во првите 2 недели од јануари 28 милиони евра екстра ново задолжување. Тоа е темпо со кој што само во првите 2 недели веќе 10% од дефицитот планиран за цела година е на некој начин позајмено од домашните инвеститори. Тоа е страшно темпо и бројките покажуваат дека долгот ќе расте ако нешто не се промени, ако оваа влада не се смени, дека тој ќе расте и не носи во дефинитивно должничко ропство. Тогаш зашто се потребни овие средства? Видете, значи секогаш во содонесувањето на буџетот се прави планот за тоа колкав е дефицитот. Единствено објаснување зашто ќе се трошат овие средства, и тоа го кажуваме постојано, е дека следува предизборен период. И ќе ги видите бројките, кои што неколку пати ги кажувам, дека во сите изборни години, само во првите 3 до 4 месеци, се истураат парите во трансфери, плаќања кон компании и слично, што покажува класична изборна корупција. И во првите месеци се испумпува негде до 60-70% од целиот дефицит. Тоа покажува дека ваквото задолжување има единствена цел, а тоа е целта како да влијаете на изборите. Во принцип, тоа не го говориме веќе само ние. Мора да се потсетите дека целото тоа почна, или да се потсетиме дека целото тоа започна уште при издавањето на еврообврзницата. Големите комерцијални светски банки заклучиле дека следува изборна година и дека задолжувањето, односно јавните финансии, влијаат на изборите. Од таа причина тие комерцијални банки се одлучија да издавањето на еврообврзницата биде под контрола или заедничко со дополнително заменик министер. Најдовте ли досега докази за изборна корупција? Кога ќе кажеме изборна корупција, тоа не значи дека во Министерството на финансии ќе најдете документ со кој што се кажува дека на тие и тие гласачи сте им платиле за нешто. Но самиот факт дека во периодот пред изборите ги одложувате своите плаќања и потоа им кажувате отворено на компаниите дека или пак на оние кои што треба да ги добијат своите трансфери од средства по било кој основ, им кажувате дека исплатите ќе следуваат во месеците февруари, март, април. Точно пред изборниот период, тоа е
де факто корумпирање на гласачкото тело. Се вие конкретен документ може и не може да најдете, но самото тоа што им го објаснувам и на странските инвеститори, банки, банкари, Светска банка и слично, е дека тоа е начинот како го темпирате исплаќањето, со кое што потоа имаме од вистината на Македонија, слушате како луѓето се уценувани да гласаат. Ги повикавте банките да бидат внимателни во давањето кредити на владата, но на двете аукции од почетокот на годинава банките и дадоа на владата двојно повеќе пари од предвиденото. Кои може да бидат последиците за нив? Значи, ние добро намерно ги повикавме и им кажуваме и на банките и на другите инвеститори дека ова што се случува сега де факто значи креирање на нов јавен долг за кој нема согласност од дополнителниот заменик министер. Тоа беше првата, кој што правна формула еден ден може да биде оспорено како јавен долг поради оваа причина. Ако светските странските банки се осигурале на тој начин дека тоа ќе остане суверен јавен долг на Република Македонија затоа што барале согласност од дополнителниот заменик министер, велевме дека на тоа треба да внимаваат и домашните банки и клиенти. И добронамерно најпрво им го кажувавме тоа, второ кажувавме дека де факто не се потребни овие средства, бидејќи самиот министер кажа дека во периодов се обезбедени средства со еврообврзницата. Банките се самостојни и они можат да се одлучуваат. Она што сега се случува е уште пострашно, е тоа дека во последните 2 недели се зголемуваат каматните стапки. Тоа е начинот на кој што правиме нов проблем во самата економија, односно ги зголемуваме каматните стапки и на тој начин се обидуваат да се прилечат повеќе средства во државни хартии од вредност. Тоа ќе направи проблем на два начина. Се истиснуваат парите од банките кои што ќе одат во записи наместо да одат во финансирање на проекти на приватни компании и слично. И второ, тоа ќе значи многу нормално зголемување на каматните стапки. Банките сами ќе продолжат исто така да одлучуваат. Јас се плашам од следното и повторно немам докази за тоа. Компаниите, банките, приватните фондови се исплашени. Тие доаѓаат и анонимно ме кажуваат дека власта, односно државата, врши притисок на нив да купуваат хартија од вредност. Бидејќи внимавајте, во декември, после нашиот прв апел, дека банките и клиентите треба да внимаваат, интересот за купување на хартија од вредност не беше таков како што го сакаше владата. Значи, ако се сеќавате во првата аукција, тие купија од прилика толку колку што и требаше да се раздолжат. Појакото ниво на купување на хартија од вредност почнува во јануари. И тука мора да имате во предвид дека во истиот период се отвори и она што значеше ненавремено исполнување на трансферите кои што ПИОМ треба да направи кон приватните друштва и од таму и од самите банки, луѓето нормално е сега да говорат отворено. Имаме анонимни дописи или кажувања дека во истиот период кога фондот за ПИОМ им вели дека ќе ги врати средствата кои што им ги должи, да бидат позив дека тоа ќе се случи само ако утре дента запишат хартии од вредност. Тоа е криминал кој што во моментот не можеме да го докажеме, можеме да шпекулираме, но еден ден ќе се појави. Јас ги повикувам банките и сега. Не мора да слушаат она што јас го говорам или СДСМ. Они може да продолжат да купуваат хартија од вредност, тоа се нивни бизнис одлуки, но истовремено ги повикувам и да не подлегнуваат на притисоците, на евентуалните притисоци од власта. Која е поентата на вашето понатамошно учество во владата во престојниот месец, бидејќи напоменавте дека ќе ги бойкотирате изборите? Ние остануваме на тоа дека ќе одиме на избори, само доколку се тие фер избори. Заклучено и нема да промениме таа одлука на 24 април, тие не може да бидат тоа. Остануваме затоа што одлуката за 24 април може да се промени во наредните месец дена или до 24 февруари. Не даваме ни на еден начин да било кој, односно Груевски каже дека ќе пропадне договорот заради Социјалдемократскиот сојуз, ќе продолжиме да работиме со ова, ќе продолжиме и јас во Министерството на финансии и колегите во другите ресори да се обидеме да во овој период сопреме било што значи влијание на изборниот процес, но дефинитивно одлуката за тоа дали
ќе одиме на избори е да се одложат, односно да тие не се одржат на 24 април, како што е сега одлуката на собранието. Се надевам дека таква одлука ќе има и дека ќе учествуваме на некои избори подоцна после 24 април. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.